Почна проширувањето и реконструкцијата на третиот дел од булеварот Борис Трајковски, на потегот од фабриката Стаклара до влезот на населбата Пинтија. Вкупната инвестиција е 3,7 милиони евра, а реализацијата на проектот е од особено значење за жителите на општина Кисела Вода, бидејќи ќе овозможи побрза и посигурна сообраќајна комуникација. Овој капитален проект премиерот Груевски го најави пред 2 месеци на означувањето на почетокот на втората фаза од реконструкцијата и проширувањето на улицата Трета Македонска бригада. Овој проект започна во 2011 и во неколку етапи тесната улица која порано беше синоним на гужви и нервоза се претвори во широк булевар со 4 коловозни ленти и со сите останати пропратни содржини. Денес го продолжуваме овој проект. Денес булеварот Борис Трајковски продолжува да се пробива од фабриката Стаклара до влезот во населбата Пинти. После завршувањето на оваа фаза, предвидена е и четврта и последна фаза од проширувањето на булеварот Борис Трајковски, а тоа е делот од Пинтија кон Драчево. Со подршка на граѓаните, ваквите проекти ќе продолжат и во наредниот период. Според вице-премиерот Ставрески, ова е исчекор во подобрување на квалитетот на животот на околу 70.000 жители кои живеат во овој дел од градот. Се работи за крупен инфраструктурен проект за кој што и претходно издвојувавме средства и обезбедувавме средства и кој што во етапи го градиме. Меѓутоа е проект кој што, како што реков, е значаен за 70.000 жители и како таков беше поставен во приоритетите и на општината Кисела Вода и на градот Скопје. И се разбира, кога има таков проект кој што толку значи за голем број на граѓани, ние како централна власт сме должни да најдеме финансиски средства и да дадеме поддршка за реализација на таков проект. Тие средства се обезбедени преку Светската банка, што значи проектот ги помина строгите критериуми за оценка на изводливоста на проектот, за ефикасноста на проектот, подготвеноста на проектот. Со проширувањето оваа сообраќајница ќе стане булевар со 4 ленти, а ќе има и пешачки патеки од двете страни, како и велосипедска патека. Градежните работи на улицата Борис Трајковски ќе се искористат за изградба на нова атмосферска канализација по целата должина од 2,2 км. Во текот на градежните работи ќе се изметат постојните подземни инсталации, електрични, телекомуникацијски и други. На улицата Борис Трајковски ќе се постави целосно ново улично осветување, каде што ќе се постават 121 нови столбови високи 8 метри и ќе бидат поставени на растојание од 35 метри. На новиот булевар исто така ќе има поставено хоризонтална и вертикална сигнализација, значи комплетно. По финализацијата на овој капитален проект, преку 120.000 граѓани од југоисточниот дел на градот Скопје по современа сообраќајница за многу пократко време ќе стигнат до центарот на градот. Бенефитот секако ќе го почувствуваат и сопствениците на компаниите во индустријската зона на општината. Покрај на булеварот Борис Трајковски се вршат активности за продолжување на булеварот Партизански одреди од Карпош кон Ѓорче Петров, а во наредниот период ќе почне и проект за продолжување на булеварот Србија од цементарница Усија до поранешна автобуска станица на бројот 24.